Еве, тука е епископот на Делческо-Каменичката епархија, заедно со повеќе свештеници. Денес решивте заедно за време на овој голем празник после литургијата, па да кажете нешто по тој повод. Да, еве, денеска јас ќе се надобразам на почитуваната докторка таму каде што заврши, дека потребно е не само да се грижиме и за духовното, и за телесното здравје, потребно да се грижиме. И наш еден допринос за таа грижа за здравјето, одлучивме еве денеска да се вклучиме во оваа крводарителска акција која редовно се организира. Меѓутоа еве јас по прв пат овде во Делчево, инаку имам на друго место давано крв, меѓутоа овде во Делчевско-Каменичката епархија сакав да се уклучиме. Минатата година имавме посета на Црвениот крст на Делчево и се говоривме за заеднички некои проекти, па еден од тие проекти е ова да се уклучи црквата во крводарителските акции. Денеска на еден убав ден кога го славиме преподобниот Наум Охридски, одлучивме да се совпадна и со акцијата, денеска баш организирана од Црвениот крст, и одлучивме денеска на овој убав ден да даруваме крв за таму каде што е потребна. Надлежните знаат најдобро каде ќе биде потребна и се надеваме дека со тој чин и ние придонесуваме за доброто на граѓаните и за здравјето, за телесното здравје, а пак сите ги чекаме и ги очекуваме на поголемите празници во неделите да доаѓаат на литургија во црквите, како би се грижили и тие и ние за нивното духовно здравје и тие да се погрижат за своето духовно здравје доаѓајќи на литургија. Денеска присуствуваме на најхуманиот чин во нашиот град Делчево. Присуствуваме на редовната крводарителска акција во месец јули. Присуствуваме со најхуманите луѓе од мојот град, тоа се нашите крводарители, нашите животодарители, кои што денеска одвоија дел од своето време и покрај топлиот јулски ден да дојдат и да бидат учесници на оваа редовна крводарителска акција со дарување на дел од себе. Благодарност до моите крводарители, благодарност до нивното хумано дело. Нивната крв спасува живот, дарува живот, продолжува живот, дарува среќа, дарува насмевка. Тоа е една светлина во тунелот, во нашата заедничка борба. Ние како медицински работници, заедно со нив, значи извојуваме борба за спасување на човечки животи, во многу долги животни борби за човечки живот, за повредени, разни болести и други животозагрижувачки состојби. Денеска во фамилијата на крводарители се и представници од Делчевско-Каменичката Македонската православна црква Охридска епископија, од нашата Делчевско-Каменичка епархија. Тука со нас е и епископот на Делчевско-Каменичката епархија, владиката Марко, заедно со другите свештеници. Посебна благодарност, почит и респект од мене кон нив и кон нивното хумано дело денеска искажано. Тие дојдоа овдека во оваа хумана просторија, која што зрачи со добрина и хуманост и љубов. После служената свечена богослужба по повод денешниот празник, преподобен Свети Наум Охридски, нека ни е на помош и за многу години. Нека за многу. Тие се грижат за нас, за нашето духовно здравје, ние се грижиме за нашето телесно здравје, а целина на здравјето е да бидеме и духовно и телесно здрави. Так. Благодарам на нив и на сите крводарители кои што денеска ја подадоа својата рака, подадоа живот, подадоа љубов, подадоа насмевка. А јас сум многу горда што сум дел од нивната хумана мисија и што дел од мојата професионална работа ја работам заедно со нив. Нека ни се живи и здрави, им посакувам добро здравје на нив и нивните семејства. Исто така сакам да изразам благодарност и до Општинската организација на Црвениот крст. Работиме со навистина млади и професионални луѓе кои што максимално се грижат да обезбедат еден пријатен амбиент на оваа хумана мисија и огромна благодарност и до нив
на нивното гостопримство и одличната соработка што ја имаме на Општинската организација на Црвениот крст и на нашата организација, односно на нашата служба за трансфузионна медицина во Делчево. Еве и нив ќе ги прашаме како помина денес акцијата, колку крвни единици има досега? До сега 60 крвни единици. Воедно да искористам можноста да се заблагодарам на сите крводарители кои ја поддржаа и оваа акција, помогна да се држат добри резервите на крв во нашата држава, да го поздравам чинот на владиката Марко и сите останати свештеници што не поддржаа, што и тие допринесоа со своето дарување да се одржи добра бројка во крвните резерви во нашата држава.